Добро вечер, почитувани граѓани на Кочани. Добро вечер, почитувани членови и симпатизери на најголемата коалиција за подобра Македонија. Добро вечер, Македонијо. Почитувани пријатели, најпрв би сакал да ви ги пренесам срдечните, топлите поздрави од председателот на Социјалистичка партија на Македонија, другарот Љубислав Иванов Зинго, искрен пријател на Кочани, кој вечер од објективни причини не е во можност да биде дел од нас. Почитувани пријатели, ние во Социјалистичката партија со големо задоволство ја дочекавме очекуваната вест за убедливата победа на господинот Иванов во првиот круг на председателски избори, со што се остварија нашите предвидувања дека во моментот за македонскиот народ најпогодна личност за председател на Република Македонија е човекот кој го предложи оваа коалиција, предводена од најголемата партија ВМРО ДПМН, начело со незиниот председател господинот Никола Груевски. Со ова, македонскиот народ ја навести, а сигурен сум дека на 27 април уште поубедливо ќе потврди двојната победа како на нашиот кандидат за председател, така и победата на предвремените парламентарни избори со најмалку 62 пратеника од нашата коалиција. Се бориме за ова двојна победа на председателските и парламентарните избори, за да Македонија не може да биде ставена под уцена од било која страна, ниту од ДУИ, ниту од СДСМ, ниту од ДИВ заедно. Се бориме за ова двојна победа, за да може идната влада, предводена од досегашниот иден премиер господинот Никола Груевски, целосно се посети исклучиво на економскиот развој на Република Македонија, односно ги реализира 2046 проекти дадени во изборната програма. Затоа ви го нудиме нашиот сериозен, проверен и сигурен програмски концепт на посветеност и безпоштедна работа за доброто на Република Македонија и македонскиот народ и граѓани, во кој во наредните 4 години ви ветуваме. Согласно програмата се планира да се отворат нови 64 работни места, со што процентот на невработеноста ќе падне од сегашните 28 на 22%. Ово е можно, ово ќе го оствариме, затоа што оваа влада во изминатите години тоа и го и докажа. За време на светската економска криза, која се уште не е целосно надмината, во Македонија се отворија нови 120.000 работни места. Широм Македонија се изградија нови индустријски зони, во кои се отворија над 30 на индустријски капацитети со вложување на странски капитал. Така, невработеноста која во 2006 година беше 38%, за да денес, после 8 години, со безпоштедна работа, односно со реализирање на голем број на проекти и мерки, исто да се сведе на 28. Исто така, со ова ќе продолжи големиот интерес на странските компании за отварање на нови индустријски капацитети, односно отварање нови работни места, што е и најгорливиот проблем на граѓаните во Република Македонија. Ово е само дело од нашата програма, проверено, и може да се направи разлика, затоа што има разлика, многу голема разлика, видлива дури и од авион. Почитувани граѓани, разликата е помеѓу дадениот сврст и обврзувачки збор и докажаното одговорно работење од наша страна и лажните и неискрени ветувања од спротивната страна. Затоа, ајде да ја потврдиме убедливата победа од 13 април и да ја сочуваме Македонија од распродажба на националните интереси, кои денови се слушаат со интензивните партиски преговори за задоволување на личните цели. Потребно ни е единство и сплотување за да ги спречиме крупните остапки на штета на македонскиот народ и македонската држава. Во тој правец, почитувани граѓани, ве повикувам во недела на 27 април масовно да излезете и гласете за принципи, мудрост и дела, за работливост и посветеност. Гласајте за нашиот кандидат за председател Ѓорѓе Иванов, гласајте за носителот на нашата листа за пратеници господинот Никола Тодоров, на кој е потребна вашата доверба за да во наредните години заедно со сите граѓани на Република Македонија да се реализират ветреното за подобра Македонија. Да живее Република Македонија!